ваке таке ми се набрале, сите селани па Брадишани, сите селани па Брадишани. Лав ми правеле, ваке таке лав ми чинеле, насред селото Подоревчето, насред селото Подоревчето. Проговориле, ваке таке Димо Станковски, Стојан Лопатар, Павле Мечкарот, Павле Мечкарот, Јован Ѓулавков, да го викнеме ваке таке попа Јована, да ни напиши синоно писмо, да ни напиши синоно писмо. Да го пратиме ваке таке до град Битол. Ја да време ми е додам ја навоз, а ти кој ќе ги собере, ја ќе поидам горе и ќе ви се јавам како е патот и ќе се слушнеме таму и ти после ќе се чекаме таму, ќе бидеш. Ако е добар патот, ако возат коли. Така. Пази, Андо, таму кој ќе влезеш во портата, види да вратата на некој па знае да е отвора, да не влегва некоја живина, да не се исплашиш полека таму кој ќе влезеш. Добро, ќе видам и ќе ти се јавам, ќе ти кажам како. Добро бе, невесто, не ми е прв пат. Одам дома, ќе видам што е, како е, да ти тоа, после ќе се слушнеме и ќе ти кажам како се поминал. Добро, Андреја, ќе си седам дома, ќе си гледам ночињата телевизија, ќе си гледам, а тебе нека ти е среќен патот и убаво да се поминеш. Фала ти. Во село да ги го чуваат ваке таке нашево село, нашево село па Брадише, нашево село па Брадише. Не се живее ваке таке од качаците, од качаците, ме чака чако, ме чака чако, ана мијата. Заиграле јунаци на новите чардаци, повикале све
се добре. Добре. За Битола воз кога има? Тоа 14:30. А за Велес? За Велес исто. Исто, порано нема. После тоа и за Гевгелија се, нели? После Гевгелија 16:55 по Да. И уште еден имаш за Битола 8. И за Велес у 22:40. Фала и многу. До Битола поврат на колку ви е? 502 денари. 502. 315 евра. Да, а до Богомила? 300 денари. Повратно 187 евра. Фала и многу. Ајде убав ден да си имате. Јавикале золата, орода заигра, зола вели говори, не можам да игра. Sa noć su mi igralo, brata su ženilo, sa noć su mi igralo, brata su ženilo. Govikale kumot, oroda zaigra, kumot veli govori, ne možam da igra. Sa noć su mi igralo, kršenik ženilo, sa noć su mi igralo, kršenik ženilo. Berberi zeta bričeja iskopo, omucena saka. Berberi braća rode i nemoj, oj te Parize mate. Dolgo su mergeno delo i mnogo usum pari drošelo. Јас се викам Андре Ѓорџиевски, роден во село Попрадиште, сега живеам во Скопје. Инаку моите предци се дојдени од Лазарополе, крајот негде на 18 век, 1770-80 година. И првиот човек што се доселил овде се викал Ѓорџија. Најверојатно кој што кажуваат дедовците што се слушал бегале ти од потурчување. И Ѓорџија имал синови, меѓу кои Ѓурчин. Ѓурчин исто имал двајца синови, речи го, еден од нив бил Ѓорџија, на дедо му крстен. И тој имал исто двајца синови, Андре и Најдо. И три ќерки, Доца, Маца и Цола. Мене прав дедо ми е Најдо, татко на татко ми. А Андре имал три дечиња, од кои сите три му починале и го постиниле татко ми кај нив. Татко ми се вика Павле и мајка ми Катерина. Тие имаат три деца, јас Андре, Ристе и Мара. Јас исто соженик имам двајца синови, Павле и Гоце, две снаи Наташа и Софија и 5 нучиња, Андреј, Лука, Клара, Матеа и Лана. Јоване чулапко, да го викнеме, ваке таке пова Јована, да ни напиши синоно писмо, да ни напиши синоно писмо. Нашето мало тука се вика Симоновско мало, а наша фамилија уште ја викаат и Убеска фамилија, затоа што
во почетоците имало некоја девојка што била многу убава и мислам убавка и убавска фамилија де. Иначе вака во цело мало тука, тоа го се води како Симоновско мало. И така и нас не водат. Мајка ми Катерина е родум по татко од Мечкаровци, по мајка од Лопатаровци. Тие се на другава страна на селово. Дедо ми на мајка ми татко се викал Павле, баба ми Менда и мајка ми има 5 браќа: Вело, Јоле, Димо, Чиро и Никола, и 2 сестри имала, Иванка и Милка. И има уште и од нив некои починати се. Вујко ми Никола најмалиот и вујко ми Јоле и тетка ми Милка уште се живи. Тие се бавеле таа фамилија со сточарство. Дедо ми имал во времето можда и 1000, не знам, или кусуровци. И исто, мислам, претежно ова село било сточарско, каде што имало и други дејности, молески, зографски, имало. Наша фамилија по татко ми исклучиво се занимавала со терзилок, ги шијала носиите на мијачијата овде, и машките и женските. И со друго не се занимавале. До речи го генерацијата на татко ми, сите се занимавале со терзило, каде што дедо ми кога се преселивме, кога отидовме во Скопје, уште идеа и му носеа за шиење, за везење, за правење на носииве. На вистина мајстори дети. Зиделе камен на суво и со векови стојат. На вистина биле и зографи, и мајстори, и молери, и терзи, и немало што не знаат, и што не работеле. Тоа време ја до 10 години бев овде во Брадиште, на 10 години отидовме за Скопје. Селото беше тогаш многу полно, немаше нити, мислам, многу малку беа иселени и многу живо. Не само нашата генерација, помлади, постари, се собиравме, овде имаше школа што учевме, мислам до 5-то, ја до 4-то деление учев овде. Имаше дом, беше прекрасен, каде што на сите слави се собира, имаше на секоја обавезно, на секоја слава имаше собор, каде што сите се собиравме и многу весело беше дети. Беше полно, така да и селските слави, и куќните слави, и се што беше околу врзано тоа, беше многу и весело, и раздвижено. После 70-те години више почна таа миграција, село град почна да се чисти до 75-6 година. Мислам дека 90% више од народот со селани вемови се сели од Брадиште. Основно училиште наше се викаше Мицко Козаров и мене од прво до 4-то деление не ми предаваше само еден учител. Имаше еден учител Будимир, мислам кој е уште жив, имаше еден учител Бошко, Ристе, тој не беше и учител и директор на школово. Така да имаше убави денови беа. Тоа мислам луѓето се бевме, пошто беше живо селово, по 15-20 деца во едно одделение. Така да ги дава и доста и многу знаење. И имаше тогаш и другарство и
мислам со деца, си живеевме, си помагавме едни со други. Така да мислам дека добро беше, можда да речам подобро него сегашните деца кои што се врзани со телефони, со компјутери, со ова. Тогаш нашите игри беа жмурка, беше джамли, беа, мислам, народна, игравме и така. Тогаш ние директно одевме во прво одделение, немаше овде забавишта, немаше такви работи. И не однесува мајка ми таму, нормално не прочита, не презива. После тоа влеговме и почна школската година. Кога беше дојде зимите, имаше многу големи зими овде, пошто е високо место и на 1000 метри надморска висина. Паѓаше снег по метар и пол, така да мораше родителиве од дома до школото да го ринат со лопати снегот, за ние како низ тунел да поминеме да појдеме на школа. Така да беше интересно дете, мислам, учевме, пошто две училници тука во школа беа. Учеа во една училница, поделени така прво, трето и пето, друга, второ и четврто, во една смена беше, немаше, мислам, две смени. И така, мислам, такви времења беа и учителите. Еден час со нас, другиот час со другото одделение. Така да слушавме ние материјал во прво и од трето и од пето. И така. Овде колку пати имам поминато по овој пат и колку игри со децата во времето сме изиграле. Господ знае. Ама ова им го имаш кажано на твоите внучина да го запаметат, да? Да, го имам. На Тони. И се им кажува како деца ние што сме играле, како сме играле, што сме правеле. И нив не им е многу јасно да ти печите Па да ви кажам, ја низ дом ми се чини многу малку сум помагал, бидејќи бев мал. Тука беше сестра ми и брат ми повеќе може да помагале. Али тоа што сме го учеле, ја така од прво почнав, прво кој ќе дојдев, ја напишував домашната задача, пошто мислам по предметите што ми беа. После тоа више се фаќавме со деца, со другарите, со тако и игравме и мислам домашни работи многу малку сум помагал додека. Што ти одеше поќе вака, математика, ликовно, физичко? Па математика мислам дека и физичка дети. Сакав македонски дети. Ја ликовното не многу ми одело. Да видам искрен. Така до овде додека бевме, ми одеше дети. Доста така солиден ученик бев. И Зоране прошетавме на повеќе места дети, а сега ќе поеме на сред село, ќе те одеса и во школото, каде што ги помина првите 4 одделенија, да видиш и таму како е и како ни било школото. Нека ти на здраво години. Здраво години, кај си бе? Да си ми здрави жив. Хвала многу. Ете Господ, денеска крстов ден. Вика старите од крстов ден до Митров ден на времето се орало. Ете, крстов ден дојде, дожда си дојде. Уште да се фатиме за работа и се ќе види. Арен добар. Супер, прекрасно. Хвала што дојдовте, што снимате и се надевам уживате во Попрадиште. Едно би рекол, многу ми навелат кој ќе дојде човек во Попрадиште. Еве, јас дојдам неколку пати и на моите роднини другари им велам вакедно, кој ќе појдам во Попрадиште. Не се лутам кога ми говорат Попрадиштани како да сум домароден. И како нема да бидам домароден кога имам добри домаќини, така е? Така е. И дури едно би рекол, Попрадиште и Рилево една планина не дели, ама оќе една планина, една долина, ама вика старите едно видување девек. Така е. Нека да на години. Иста душа за многу години. И да ни е здраво жива Македонија. За милиони години. Па не е од овде да тргнеме ние како ќе излеземе од тука. И првото место што е Чешмичиње го викавме, пошто има тука извор, имаше чешмиши. Малку понатака Маркова чешма, исто имаше извор, има мислам уште. Кој ќе горе над село, кога ќе дојдевме Кула, има, бидејќи во времето, кога во време на турското, имале нашиве проблеми од порече од Брод иделе, ги плячкале.
и морале да им речи го да викнат војска турска од Битола и да ги чува, ги ја плаќале мислам војската и тие направиле над село Кула, некои куќерки таму, затоа се вика и Кула. Има дури и песна дека како ги викнале турците, како за да го чуваат од тие речи арамиите селова. После нагоре има Чеплес и Гарван, места, тие биле во некој пат села, и Гарван и Чеплес, каде што уште постојат, сега се направи едно мало црквиче миниатурно во Гарван, и се познава кај била и црквата и големи плочи кај што биле гробиштата. Чеплес исто, под самиот планинарски дом има Чеплес, под планинарскиот дом има плочи кај што биле гробиштата. Црква таква работа нема, ја не верувам дека некој ја знае кај имало црква. И тие села се испустиле, постојат легенди како се испустиле, ама не знам. А инаку и нашето село, до 1540-50 година негде, речи го, се викало Звездарево. Од 1550 година, да речеме, до крајот на 18-тиот век, не се спомнува ништо, после, како што кажуваме, на крајот на 18-тиот век, од мејачкиот дел, од сите села, од Лазарополе, Галични, Могорче, Тресонче, тие гари, тука се населиле, и од тогаш мисламе, постои као Папрадиште, бидејќи многу папрат, има изобилува со многу папрат, и најверојатно потоа го крстиле Папрадиште. Овде на Даутица, од Чеплес, горе на планинава, има Бачила, има Никола Чешма место кај што се вика, има над Никола Чешма Куртовица место, најверојатно под турците како били мања таки планини ги крстеле. Од друга страна на село Марков Стополка има место каде што има легенда дека има една карпа голема со длабнатина како човечка нога. Легендата кажува дека крали Марко во времето да те изгазил на таа кога одел за Прилеп и направил, мисламе, тоа Стапол го направил. Па и тие места други, Широка падина има ваму исто место. Тие што се околу нас. Овде се наоѓаме на сред село, пред селската чешма, која тече од многу одамна, не знам од кога. Од векови, од иливи, што вика, да. 2013 година ја обновија Ѓоре и Сашко Тасовски, тоа се татко и син. Ми рече дека Стефче е тука. Да. Чекај, не сликај. Ајде, оди. Дојдете. Ајде, добар ден. За многу Ајде, години убавата беше, песна. не си бил. Амин, на помош нека ни е, да. Дали За многу се години. сеќаваш на мене? Се сеќавам малку, да. Каде и како? Бореше или каде? Така. Да си ми здрави. Да сте здрави и живи, да. Убаво се сеќавам, знаеш ли? Да. Кога ми рече пред Стефче сакува со кафалчето, викам, тоа ќе да. Да, јас сум. И сакаш. Тука е и мојот драг гостин и пријател, што него го осеќам како гостин, него како ептен свој човек, Стефче Стојковски. И благодарност уште еднаш до него што му достои и дојде ова емисија да споделиме со него. Јас наистина сум пресреќен што имав можност да бидам гостин во домот на Андреј. Тоа не е прв пат. Андреј како секогаш добар домаќин знае да ме покани, знае да ме удостои како вистински гости. Секогаш сум пријатно расположен кога ќе дојдам тука, во овие висини, во овие природни убавини, во оваа благодет дадена од Бога. И единствено можам само да му се заблагодарам за сето тоа што ни го пружа, да можеме да го видиме Папрадиште и не само Папрадиште. Со Андреј, како што кажав, не сме прв пат во неговиот дом. Неколку пати сме биле тука во Папрадиште и имавме можност да ги прошетаме околните планински места. На Даутица, на Јакупица од другата страна, па и на Солунска глава на врвот се искачивме и од таму навистина запеавме и убави македонски песни. Верувам дека тој глас продре во етерот на Македонија
до Солуна, до Пирина и до секаде. И секогаш со песна ги поздравуваме нашите македонци каде и да се. Јас едном би додал Андреј, кога се договоравме да го правиме овој документарен запис, рече вака. Она стара наша мијачка песна за Папрадиште Бајче Таче, ќе го сакам да дојдиш Зоране, да дојдиш во Папрадиште, каде што ќе биде тука и Степче и да ечи до... Ќе ја направиме. Ќе ја направиме? Ќе ја направиме. Mi se soberale, vake take mi se naberale, site selani, Papradišani, lav mi pravele, vake take, lav mi činele, nasred celото podorevčeto. Mi se soberale, vake take, Stojane Lopatar, Stojane Lopatar, Dimo Stankovski, Stojane Lopatar, Dimo Stankovski, da go vikneme, vake take, Popa Jovana, da ni napiši sitno no pismo, da ni ga piši sitno no pismo, da go pratime vake take do grad Vitola, da ni ja pušti silna na vojska, da ni ja pušti silna na vojska, ne se živet vake take od kačacite, od kačacite me čaka čakot, od kačacite me čaka čakot. Кога почнавме со нашата попрадишка песна, па да направиме уште една мијачка тога. Ќе направиме. Која да речеме? Ајде да речеме порочува бело мен да нарочува. Може. Порочува бело мене да нарочува, како зноје, аџи Павеле да си доје, дако зноје, аџи Павеле да си доје, да си доје, аџи Павеле две недели, аџи Павеле пред Петровден, а те недели, аџи Павеле пред Петровден, ако не доје, аџи Павеле пред Петровден, ако не доје, аџи Павеле пред Петровден, чагона бело мене де оможено, чагона бело мене де оможено. Многу песни се испеани за Папрадише, а меѓу нив една има така понова песна што навистина ми лежи на срцето, дети. Па ќе пробам и неја сега да отпееме, дети.
Коде да си, дома да си за Петровден, бијат камбани, во храмот црковен, Свети Петар и Павле. Ќе се игра среде село, ќе ни засвират, мајче тајфите, гајди тамбури, сурели топани. Свадба мијачка во Папрадише, ете до мостето се китите бајракот, а на врвот стои црвено јаболко. Лоза мијачка да се продолжи, да се чередоса ете срца влюбени, и да се соберет сите роднини. Ехе да можаме да ги видаме сите соберани, покрај Чуповци, Дамјанов, Чулавковци, Матеј Џонгари, Резновци, Димовци, Симоновци, Василковци и Ангелковци, Орце и Миле, Попе Јорданови. Свадба мијачка во Папрадише, ете до мостето се китите бајракот, а на врвот стои црвено јаболко. Лоза мијачка да се продолжи, да се чередоса ете срца влюбени, и да се соберет сите роднини. Има една приказна да ти ми викаа старите дека во Маријово, кога ќе се родило дете, без разлика дали е машко и женско, секоја дива круша ја калемеле. А овде па кај нас викале да ти. На оре колку ќе има нови ластари, толку ќе има дечиња во фамилијата. И се гордеам со тоа што идат попрадишани и не има, и дај Боже уште повеќе да не има. Не можам да играм, за ноќ сум играло, си наслуженило. Ја викале се крва, орода за игра, та вели говори, не можам да сега да ви кажам, Ѓубеско мало, одиме кон Галеско мало. Овие куќи овде, далеци ги викаат. Покрај старите куќи, старите архитектури, еве се гледа што гледаме се градат и нови, со нови архитектури, така да Орода за игра, темер вели говори, не можам да и така Папрадише, Ореше, Капинова се дел од мијаците, а не само мијаците, него од македонските села, кои да се каде си ги негуваат своите обичаи, јадети и така било и така и ќе биде. Кој ќе дојдиш во Папрадиште, кој ќе појдиш во овај мијачки дел на македонскиот народ, покрај Папрадиште, тука е и Ореше, тука е некогашно село Капиново, овде од Папрадиште имало учени луѓе, овде од Папрадиште имало мајстори, каменореци, зографи, иконописци, терзи и нема ми се чини место на Балканот кај што нема изградено црква или насликано црква од папрадишките мајстори.
Но едно би рекол, ама нема место не само во Македонија и во Балканот, каде што не се слуша македонската песна. Песна едно би рекол на журлата тапанот на тешкото кога играорците од танец облечени и кога го слушаме гласот на Саријевски, Александар Саријевски. Ти се радува душата? Не да ми се радува, ми се полни душата. Селото Попрадиште не е заборавено село. Попрадиште не е изумрено село. А како доказ на тоа, еве покажуваат и овие куќи и оджаците, и ден денеска не само таа, него многу оджаци чадат из Попрадиште, значи има народ. Полна ми е душата што се собраме вечера во моето родно село Попрадише со моите најдобри другари Стефче и Зоки, што се собравме кај мојот братучет, роднина и другар и пријател Тоде Еленински и што можеме така, да се расположиме, да се разеселиме и сега ќе пееме за мојот другар Стефче една песна засвирал Стефче, просвирал. Старите велат дека тие народни инструменти, кавалот, тапанот, зурлата, гајдата, тарабуката, се окорот е дел од историјата на македонскиот народ, затоа што преку песната, орото, преку гајдата, тапанот, зурлата, народот македонски ја опеувал неговата мака низ вековите, ама ја опеувал и гордоста на македонецот. Тоа ете така едно да речам, од каде ете научи
тарабуката да оричува да свириш, да тропаш на незе под народски кажани. Ја не знам и дали знам да тропам баш многу на тарабука, ама музиката многу ја сакам, емоцијата што дава музиката. Мислам дека не е битно каква музика е, забавна, поп, рок или дали е македонска или било која, ако нема втиснато емоција во таа музика, ако тој што свири не ја даде својата душа, не ја втисне својата душа во музиката, во тоа што го свири, за мене не е музика. Не е битно воопшто која е музиката, од кој жанр, битно е дека тој што свири ужива и ја дава својата душа. Ја преку музиката чувствувам душата на уметникот што ја втиснува во незе. За мене тоа прек. А посебно за македонската, пошто е емоцијата неверојатна длабока, не е извитоперена, не е вештачка, туку таа е дел од животот и страдањата што ги имал нашиот македонски народ многу поодамна. На што повеќе, ете така малце народски, па прадиштерски да те прашам, емоциите се ти се така да речеме поголеми, кога одека во Папрадиште ќе го чуеш писокот на ластовицата, на кукавицата, на гугутката, на гајдата, на шупелката, кој ќе се сетим овдека кога Папрадиште беше се белееше од стада, овци, од чајата горе, кога шупелката, на што повеќе емоцијата расте? Или емоцијата врзана со минатото, ние сме генетски поврзани и втиснати се емоции, нашите прадедовци, дедовци, татковци, носимо нивното воспитување свесно, подсвесно, несвесно. И еве сега ми доаѓа кога ме прашуваш за на Петровден кога свирале нашите музичари, Папрадиште од Каленци, фамилијата. Било уживање, независно било дали некој има олку и онолку пари, си однаред беше ист. Што викаш, прекрасно била и птиците, солистите со музикантите, буквално како да се на иста фреквенција, исто осцилира. За разлика од денес е малце поизвитоперено, помалку се музичари, пресреќен сум, морам да го кажам тоа што седам со Стерче, не седам господин Видјас, ние што ги почитаме се другари. И во оваа вечер нема никош да заборам, затоа што овој човек, овој град, по фреквенцијата е нешто невидено и тажно е што некои луѓе од нашите култури и институции на системи и така натаму не можат да препознаат една прекрасна некој човек што носи македонската душа, но не може да види. Јас сум пресреќен и премило ми е што се случило овдека и Македонија, Папрадиште и има прекрасна емоција, прекрасна музика. И во многу емисии што ги слушам, премило ми е, има една српска емисија, било која да слушнете, дека во Македонија ни не играш, не да пееш, не може да се рамаш на македонци. Јас се гордеам и премило ми е оваа вечер што сме сите века со Donde
Simonovci, Vasiljko
Hrvatska